Здраво живо, јас сум Димче, добро дојдовте во уште едно моје видео. Овој пат сум тука во близина на мојот имот и си собирам и си произведувам кафе, односно го користам коренот на чикоријата, а тоа е растение кое што расте насекаде за да си произведам кафе, односно замена за кафе. А веќе долги години јас не пијам кафе, го си пијам кафе од коренот на чикорија, кој што за разлика од кафето е многу здрав, помага при депресија, го подобрува расположението, помага при несоница и има многу други придобивки, а го препорачувам на сите да го пробате, затоа што го има насекаде, здраво е, бесплатно е, ни го дава природата. А сега е најубаво време на берење на коренот од чикорија и за производството на кафе. А јас пред секоја зима го берам затоа што во доцна есен растението изумира и коренот може да се бере. Еве ова е чикорија, карактеристично што има плави листови, многу лесно може да го препознаете, расте како коров насекаде и многу лесно може да си произведете бесплатно кафе. Сите вие што имате проблеми со притисок, што сте на некој начин зависни од кафе, еве ви добра замена за кафе. Сега ќе ви го покажам и коренот како изгледа. Ево вака изгледа коренот од чикорија. Овака изгледа сувото растение чикорија. Ако можете да видите, лесно се препознава. Ова е неговиот корен. После ова го сушам, го печам, го толчам и ете ми кафе. Значи ова е тој скапоцен корен, а најубаво време за собирање на коренот е доцна есен, односно ноември месец, после дожд земјата е мека, а лесно може да го вадите коренот. А следно што правам со коренот е го оставам да се суши неколку дена, под сенка на место каде што има убава проветреност. После неколку дена коренот се суши и е спремен за печење. Еве овака изгледа сувиот корен од чикорија. Ќе може да видите дали е сув кога ќе биде лесно кршлив тој. Значи гледате веќе се крши, додека е свеж тој се витка, кога е сув е кршлив. На тој начин ќе проверите дали е сув или не е сув. А меѓутоа и да не е скроз исушен, со самото печење тој ќе се исуши, така да не е проблем. Доволно е неколку дена да стои на проветрено место под сенка и може да го ставите во релна да го печете. Јас го печам на оган, меѓутоа вие можете да си го испечете и во релна. Јас немам релна, имам оваква релна, фурничка и во него си го печам.
Се надевам ви се допадна овој здрав рецепт за кафе, бесплатен. Ви благодарам што бевте со мене во уште едно мое видео, а ние се гледаме во некој мое наредно видео и низ нашата убава Македонија. Поздрав и секое добро!